Зошто прифативте нешто што не можеме да го спроведиме и сега сме закочени? Еве, ако кажеме дека, не знам, францускиот предлог е за едни добар, за други е лош, уствари тоа е европски предлог, не е француски предлог. Тој е француски предлог затоа што за останатите држави. Затоа што во тоа време председаваше со Европската унија Франција. И вие ако видите најголемиот, ако не и сите договори во Европа, сите се правени во Франција. Бидејќи Германија, Франција, Италија, еве и Шпанија ќе додадеме, се најсилните држави во Европа, односно во Европска унија. Тој договор ги адресираше. Зошто го потпишавме? Дозволите. Тој договор беше компромис изграден на европско ниво, без разлика на какви се изјави ќе чуете, во кој што од идентитетски прашања се премина кон малцински прашања, односно македонскиот јазик е без никакви додавки, фусноти и така натаму. И тоа сите новинари бевте сведоци. Признаем во Европската унија, договорот Фронтекс беше потпишан на македонски јазик со тоа да бугарското малцинство или дел од бугарскиот народ кој што живее во Македонија биде вметнат во уставот по примерот на тоа како се вметнати и другите граѓани во уставот. Со оглед на тоа дека сегашната влада има резерви и таа вели дека низ преговори ќе обезбеди подобар предлог, има легитимитет тоа да го прави и ќе видиме како ќе биде резултатот на крај. Преговори сега велат дека нели Бугарија повторно пред избори, во следнава недела, во недела треба да се одржат изборите. Така. И некако претходно повторно има избори, велат немаме легитимитет сега да разговараме со таа влада. Легитимитет. Зошто се кочи евроинтегративниот пат? Зошто се одлучивме да го прифатиме тоа кога веќе не можеме да го исполниме? Гледайте. Прво, сакаме ли ние да се интегрираме во Европската унија? Да. Одлично. Дали Европската унија предложи компромис за да тоа се направи? Да. Тој компромис го имаме. Нашата влада сега вели ние ќе постигнеме уште чекор напред од ова. И кажа, дајте ни време, ние тоа ќе го направиме. Кога ќе го направат тој чекор напред, ќе ја завршите работата. Да, ама ќе помине време до тоа, што младите секој ден се иселуваат. Тоа е прашање за владата и за тимот кој што ги води преговорите. Министерот Беким Сали, министерот за надворешни работи Муцунски и така натаму. Се кајте од денешен аспект што се прифати тој француски предлог? Па мислам дека еден ден ќе има некој директор вака кој што ќе вели добро е што сме во НАТО затоа што ќе имаме наменска индустрија која што ќе се отвара тука и сигурно ќе има кои што ќе велат добро е што сме во Европска унија затоа што имаме неколкократно поголем стандард од тоа што го имавме пред да бидеме членка на Европска унија. Вие гледате друго излезно решение освен внесување на Бугарија во? Ќе мора да прашате на тие што преговараат. Дали вие лично гледате друго излезно решение во моментов освен на... Не знам, тие кажаа ќе бидат креативни, така да ја не можам да зборувам во туѓо име.